токму заради тоа што станува збор за новоформирана комисија која се бави со носење одлуки за спречување на секаков вид на дискриминација. Во нашето општество, за жал, се уште има дискриминација и тоа по разни основи, по пол, политика, верска приpadност, дискриминација поради попреченост и така натаму. Оваа комисија се основа после донесувањето на Законот за спречување и заштита од дискриминација, кој се изгласа во месец октомври 2020 година од страна на позицијата и опозицијата заедно. Комисијата за спречување и заштита од дискриминација е независно, професионално и достапно тело кој одговара на потребите на граѓаните за заштита и промоција на нивните права, што резултира со голема доверба кај граѓаните. Една од надлежностите на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација е да дава општи препораки за одредени прашања од областа на еднаквоста и недискриминацијата и да го следи нивното спроведување. Во своето работење донела битни препораки, меѓу кои едни од побитните се општа препорака за унапредување на правото и заштита од дискриминација на лицата со попреченост во услови на пандемија, општа препорака за унапредување и заштита на човековите права и достоинство на осудените лица, општа препорака за имплементација на одредбите содржани во Конвенцијата за правата на лицата со попреченост, општа препорака со која се препорачува на Државната изборна комисија во најкус можен рок да ги преземе сите потребни дејствија во насока за обезбедување на пристапност до гласачките места во целата наша држава за лицата со попреченост. Државната комисија за спречување и заштита од дискриминација ги презела сите мерки за подобрување на човековите права во Република Македонија, но за жал се уште не е доволно препознаена како значаен општествен чинител од областа на заштита од дискриминација и човековите права. Уште еднаш сакам да повторам дека барам оваа точка под реден број 24 да се стави под реден број 12. Благодарам. Ви благодарам.